Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Фирмите донатори на ДУИ се нивниот рудник за пари. Практично, секој министер во ДУИ си има своја фирма. И секој министер преку таа фирма се склучува тендери во 4 очи. Најверојатно, внуците на функционерите на ДУИ сите се со силен предприемачки дух. Овој пат таков е случајот со Бујар Османи, кој како министер за надворешни работи на фирмата Eurovia Doel ќе исплати 1,8 милиони евра пари на граѓаните за преадаптирање на спортскиот центар Борис Трајковски. Додека Османи вели дека токму оваа фирма понудила најисплатлива понуда на тендерот, оваа фирма се поврзува со ДУИ во неколку наврати и тоа. Собственик на Eurovia Doel е фирмата Eurovia Holding, во која освен Елмедин, како собственик се води и Елдин Адеми, прв човек на огранокот на ДУИ во Јагуновци. Истата оваа фирма Eurovia Doel, која е на Елмедин Адеми, внук на поранешниот министер на ДУИ, Абдулаким Адеми, добила други тендери во вредност од 2 милиони евра. Еден за изградба на новата полициска станица во аеродром, а вториот за реконструкција и пренамена на објекти на Универзитетот Мајка Тереза. Понатаму, доста интересен е фактот што токму оваа фирма се јавува како најголем донатор на ДУИ. Имено, од страна на Елмедин Адеми како донација добила 2 милиони и 500 илјади денари, што е 3 пати над законскиот лимит за донација од физичко лице. А воедно, Eurovia како правно лице на ДУИ има донирано 1 милион и 800 илјади денари во 2022 година. Почитувани граѓани, овие сознанија отвараат сомнеж за сериозна злоупотреба на службената положба. Во интерес на јавноста, Бујар Османи е должен да ја презентира пред јавноста целокупната тендерска документација, да одговори по кој критериум е направен тендерот и е избрана токму оваа фирма, и кои се обврските и услугите кои треба да ги превземе фирмата за тендер во вредност од 1,8 милиони евра. Но, епилогот и за ова, како и за сите други афери, поврзани со ДУИ, во овој момент ќе биде ист, без никаква разрешница, ниту покрената постапка од јавното обвинителство. Затоа што токму власта на СДС и на самите ДУИ е таа која ова го овозможува, а потоа не го санкционира, туку го штити. Османи и ДУИ треба да бидат свесни дека ваквите сомнителни тендери ќе бидат први за ревизија и одговорност ќе има. Ви благодарам. Повелате доколку има прашања? Госпожа Митева, од сега само вела дека Европската унија ги отвара вратите за проширување на Македонија во Европската унија до 2030 година како некој датум, временска одредница за проширување во Европската унија. Вела дека лажни се тезите на ВМРО ДПМН и на Мицкоски дека ќе имало нови уставни барања за промена на уставот и затоа ве повикуваат заедно со власта да донесете државнички одлуки за промена на уставот со цел побрзо да се движиме напред кон Европската унија. Од една страна можевме да слушнеме вакви изјави за проширување до определен датум, но од друга страна, исто така од високи представници на меѓународната заедница, можевме да слушнеме изјави во кои што се велеше дека прво треба Европската унија да се реформира, па потоа да размислува за проширување, и тоа е суштината која што ВМРО ДПМН континуирано ја збори. Власта влезе во процес за кој што не може да обезбеди мнозинство во собранието, не ја консултираше опозицијата и по однос на тоа ставот на ВМРО ДПМН за уставни измени останува непроменет. Благодарам. Дозволете ми да прочитам и две прашања кои што стигнаа до прес-центарот на ВМРО ДПМН и за истите да дадам одговор. Ве молам став за изјавата на Макрон дека Европската унија прво треба да се реформира, па потоа да прима нови членки со различни брзини. Токму ова е потврда за она што го говориме, дека нема никакви гаранции дека дури да се направат овие отстапки, Македонија ќе продолжи на патот кон Европската унија. Грешка на нашата власт е што целиот процес го водеше брзоплето и советувања кои сега не може да ги исполни. Второто прашање е како ја оценувате изјавата на господинот Шарл Мишел за следното проширување на Унијата во 2030 година, дали по овој став може да се смени нешто во ВМРО ДПМН во однос на уставните измени.
Од една страна ја имаме оваа изјава, а од друга страна имаме изјава од Макрон кој вели дека Европската Унија прво треба да се реформира, па потоа да прима нови членки. И ова е само потврда за она што го говориме, дека нема апсолутно никакви гаранции дека дури и да се направат овие отстапки, Македонија ќе продолжи на патот кон Европската Унија. Грешката на нашата власт е што целиот процес го водеше брзоплето и советувања кои сега не може да ги исполни. Ви благодарам.